Се одржа и овогодинешното издание на ораторската вечер Иво Пухан при Правниот факултет во Скопје Јустинијан I, а колегата Мартин Николовски во наредните минути се вклучува во живо за да разговара со една од студентките која што имаше свое учество. Станува збор за Михаела Аџиовска, која што освен на ораторската вечер е прилично активна во светот на младите, а тоа е се што треба и да слушнеме, па и за старт на работната недела, за тоа како младите го движат светот и тие се темелот на едно здраво општество. Мартин, добро утро, повтор пати повелете. Добро утро, Симона. Гласот на младите се погласно одекнува токму преку ваквите ораторски настани што ги организира Правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, како што е Иво Пухан, а токму овие настани им даваат простор на новите генерации да ги изразат своите ставови, идеи и визии за општеството. За значењето на ораторството и улогата на младите разговараме со студентката Михаела Аџиовска, студентка на два факултета, на Правниот факултет и Филолошкиот факултет при УКИМ, која активно се залага гласот на младите да биде слушнат. Михаела, добро утро и добре дојде во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро, Мартин. Ти благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи кои не гледаат. За почеток на нашиот разговор, што за тебе лично представува ораторството и зошто е важно младите да се охрабрат јавно да зборуваат? Ораторството за мене е повеќе од само вештина на убаво изразување. За мене представува начин, на еден начин ние младите да ги артикулираме нашите идеи, ставови. Важно е младите да се охрабрат да зборуваат што повеќе, бидејќи секоја генерација се соочува со своји предизвици и проблеми, па во процесот на решавање на тие проблеми првата фаза е детекција на проблемите, така што треба да сме сите охрабрени и да ги кажуваме проблемите со цел да изнајдеме решение за нив. Така. Колку ваквите ораторски вечери, како што е Иво Пухан, навистина влијаат врз самодовербата, но и критичкото размислување? Влијаат и тоа многу. Јас тоа можам да го потврдам од лично искуство, бидејќи сум учествувала на повеќе такви настани. Уште од самиот почеток, кога размислуваме на која тема ќе говориме, критички ја разгледуваме темата, ја анализираме, понатаму со самите подготовки за ораторските вечери, стекнување на техники за дишење, за артикулација, понатаму до самиот настан каде што излегуваш на говорница и треба да ја совладаш тремата и се чувствуваш како цел свет да те слуша и јас тоа за мене е едно чувство кое што не се опишува со зборови, меѓутоа навистина придонесува за развојот на карактерот на човек. Михаела, кои теми најмногу ги засегаат новите генерации, дали тие се разликуваат од претходните? Во однос на темите, јас би рекла ние младите што сме таа генерација околу 2000-тите години. Ние сме еден генерацијски мост, па можам да кажам дека се забележуваат разни теми, како сега актуелни нели за технологија, за технолошки развој, вештачка интелигенција, но и можам да забележам дека некои теми кои што се најгорливи за општеството, најгорливи проблеми, се проткајуваат се уште како корупција, системска недоверба, така што има навистина разни теми на кои што говорат младите. Со какви предизвици се соочуваат младите кои сакаат да го искажат својот став во јавност? Дали доволно се слушнат? Јас би рекла со бројни предизвици дека се соочуваат. И покрај тоа што во последниве години јас би рекла дека е зголемена свеста за тоа да се работи на тие меки вештини, за говорење и такви работи, доста неформално образование, едукација е пристапна. Сепак и покрај тоа се соочуваат со предизвици. Најмногу сметам дека е од тоа што ќе кажат другите, бидејќи сега во ова дигитално време секако дека е полесно да го изразиш својот став, но исто така и полесно е некој да те искритикува, лошо е кога те критикува некој што не е компетентен да го прави тоа, па мислам дека најголемиот проблем е тоа, што ќе речат другите. Така.
Во контекст на ораторството, колку според вас внимаваме на правилната употреба на македонскиот јазик во јавниот говор кај нас, со оглед на тоа дека и утре е 5 мај, денот на македонскиот јазик? Да, ова прашање е навистина од голем интерес за мене, бидејќи јас лично со пријателите како обучувач, сертифициран обучувач во клубот на Оратори Форум Ораторес и целиот клуб, ние навистина се трудиме да обрнеме внимание на тоа како од подготовка на нашите членови, организирање на работилници во соработка со професори по македонски јазик. Навистина се трудиме да ја подкренеме свеста за правилната употреба на македонскиот јазик. Меѓутоа, да ти одговорам директно на прашањето, сметам дека не внимаваме доволно, како во секојдневна комуникација, во официјални институции, така и во медиумскиот простор. Мислам дека може да се работи баш на тоа прашање. Така. И за крај на нашиот разговор, што би им порачала на младите, особено оние кои што сакаат и имаат што да кажат, но се двоумат дали да го направат токму тој прв чекор и да бидат добри оратори? Да, јас би им порачала на сите млади кои што не гледаат, дека дури и најдолгите патувања започнуваат со еден чекор, иако тој чекор е најтешкиот, сепак треба да го направиме, бидејќи колку повеќе младите се гласни, толку тоа е подобро за цело општество, бидејќи ќе креираме едно здраво општество каде што проблемите се решаваат. И исто е во контекст на предпоследното прашање, апелирам и македонскиот јазик да се користи што е можно поправилно. Така, благодарам Михаела за разговорот, благодарам што утрово беше дел од утринската програма Македонија на општество. Благодарам и вам. За значењето на ораторството, за активностите што ги има ораторскиот клуб на УКЕМ утрово во Македонија на утро, разговаравме со Михаела Аџиовска.